Тимот на Power Team заедно со Сдруженијето на медицински сестри Куманово денеска на Меѓународниот ден на медицинските сестри организираше хуманитарна крводарителска акција во просториите на модуларната болница. Целта на активноста е да се поттикне хуманоста, солидарноста и свеста за значењето на дарувањето крв, велат организаторите. Инаку во Кумановската болница во моментов работат околу 190 медицински сестри, 30 на акушерки и 50 на болничари. Надлежните се надеваат дека недостигот од медицинскиот кадар во наредниот период ќе биде надминат со нови вработувања. Сакам да се заблагодарам и на иницијативата на Power Team и на Елена, на Љуме за крводарителската акција што ја организираа денеска баш на овој ден, 12 мај, денот на сестрите. Предходеше неделата на сестринство, на медицинските техничари, акушерките и забните техничари. Денешниот ден го обележуваме како потсетник за на денешниот ден е родена Флоренс Најтингейл, сестра која што има многу допринесено за развивање на ова и подигнување нивото на сестринството. По нејзиниот роден ден го славиме денешниот ден и го одбележуваме. Хумана професија која го опфаќа разумот, душата, срцето, сите сестри треба да се дават максимално и посветуваат на пациентите, со тоа што да створат една близина која и доверба на пациентот за полесно оздравување и максимална посветеност во својата професија и исполнителност. Можам да кажам дека нашата институција доста се грижи, ние како менаџерски тим заедно со директорот магистар Сашо Стошевски се трудиме ова ниво да го подигнеме, на сите начини, преку едукација, преку уредување на просториите, условите, подобрување хигиенските услови во самата болница, просторно преуредување, реновирање и преку едукација на сестрите и се трудиме, праќаме барање и очекуваме дека ќе имаме повеќе вработување во оваа година, за да можеме да ги постигнеме некои светски стандарди, за да можеме да максимално да бидеме исполнителни во делот на грижата кон пациентите. Моментално во болницата имаме околу 190 сестри, дел од нив се дипломирани, дел се со средно образование, имаме 27 акушерки, од нив исто така дел се дипломирани, дел се со средно образование и некаде околу 54 болничари кои што исто така допринесуваат за дополнување на грижата и негата на самите пациенти. Би очекувале некаде очолу 40 до 50 медицински сестри, дали тоа ќе се дипломирани или со средно образование и акушерки, како и лаборанти и од другите профили радиолози, исто така недостасуваат. Некоја помала бројка, меѓутоа би ги задоволила основните потреби на болницата. Заедно во соработка со Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки, со помош на нашите Црвен крст, кои што сме во соработка и секако во соработка со менаџерскиот тим од Општа болница Куманово, на кои сме неизмерно благодарни. Денеска организиравме за прв пат една хуманитарна акција под мото "Не можеме да ги спасиме сите, но можеме да спасиме некого". Одзивот е огромен. Имаме многу крводарители кои се пријавија и кои ќе учествуваат, но на што мене ме воодушевува како лидер на Power Team е дека имаме гости од цела Македонија, а секако поддршка ќе дадат и нашите пријатели од соседна Србија.
Меѓународниот ден на медицинските сестри беше одбележан и со акција за бесплатно мерење на крвен притисок и закажување бесплатни мамографски прегледи на градскиот плоштад во организација на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки и Здравствен дом Куманово. Во рамки на настанот, жените на возраст од 40 до 69 години кои во последните 2 години немаат направено мамографија, имаа можност да закажат бесплатен преглед. Во текот на изминатата ноќ евидентирана е една интервенција од страна на територијалната противпожарна единица Куманово, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот на регионалниот центар, ноќеска во 3 часот и 35 минути била примена пријава за опожарено патничко моторно возило во Липковското село Матече. Пожарот бил локализиран и целосно ликвидиран во 4 часот и 55 минути. Причините и висината на материјалната штета допрева ќе се утврдуваат. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер пред полноќ лишиле од слобода 36 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата 34 годишна вонбрачна сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, информираат надлежните. Претходно во 17 часот и 10 минути во СВР Куманово било пријавено дека во својот дом на булеварот Октомвриска револуција бил пронајдет починат 35 годишен кумановец. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот било дадено на обдукција, соопштија од кумановската полиција. Ученици од струката лични услуги, хемиско-технолошка и здравствена струка од 1 до 4 година од Државното училиште Киро Бурнас во придружба на наставници деновиве го посетија 43-тиот меѓународен конгрес и саем на козметика и нега на коса во Белград, Република Србија. Учениците имаа можност да ги видат и испробаат новитетите во козметиката и фризерството. На саемот имаше и обуки и презентации на нови апарати и препарати за козметички и фризерски третмани, медицински третмани, како и бизнис планови за започнување на сопствен бизнис. На саемот имаше учесници и обучувачи од сите европски земји, објави училиштето. Представата Чичко Кумплук според пиесата Прирачник за самоуништување од Сашко Насев во режија на Јани Бојаджи е новата премиера на Театар Куманово која ќе биде одиграна утре вечер на сцената на Центарот за култура во 20 часот. Проектот е дел од програмата поддржана од Министерството за култура за 2026 година. Нова премиера на Театар Куманово за 2026 година. Прва премиера од надгодишната програма. Чичко Кумплук во режија на Јани Бојаджи. Премиерно ќе биде изведена утре, 13 мај, среда, од 20 часот. Прва реприза ни е во петок, на 15 мај. Сакам да кажам неколку основни работи. Станува збор за, како што каже директорката, за пиесата Чичко Кумплук или Прирачник за самоуништување од авторот Сашко Насев. Имено станува збор за пиеса која го има помината обратниот процес. Обично прво се пишуваат пиеси за театар, потоа тоа се прават филмови. Ова е пиеса која има обратен процес. Прво е направен филмот самоуништување, а потоа е направена пиесата и ова е изведба на македонска драма практично на сцените на Кумановски театар, што е дополнително задоволство и за мене, и за ансамблот, и за институцијата, затоа што сакав тоа да кажам дека ние мора да разбереме дека без македонска драматургија ние не може да направиме национален театар. Без национален театар нема национална кинематографија, бидејќи родното место на кинематографијата на филмот е театарот, а без национална кинематографија нема национална телевизија. Без национална телевизија нема национални медиуми и немаме нација. Една од идеите зашто да го правиме ова што го правиме е да покажеме дека ние како нација, како земја, како македонци сме затворени во еден круг од кој 30 години не можеме да излеземе. Одговорот е дека, за жал,
ништо не се променило. Истиот Чичко Кумплук, буквално, како се вика, како денес да го паркирал своето такси, еве, тука пред Центарот за култура и како да утре ќе влезе на сцена и ќе биде истиот Чичко Кумплук. Станува збор за истите карактери, истото место и време на действие, истите социјални односи, истите политички односи, зети чура, ко се кодошат еден на друг, истото семејно насилство, истите немокни мажи да својот револт да го покаже таму каде што е местото, надвор, меѓу политиката, меѓу политичарите во општеството, за жал бесот го истурат дома врз семејството. Го играм ликот на Вилма. Тоа е една наивна девојка, средношколка, која што од некоја своја наивност и неизживеаност поради годините влегува во неколку ризични авантури кои што и се гледаат интересни, меѓутоа се со големи последици за неа. Тоа е дете кое што до крајот на представата има пресврт затоа што мора, принудена е да порасне побрзо можеби од останатите и принудена е да најде начин да функционира во системот, во незиното окружување и да направи нешто кое што е најдобро за неа. Не сакам да навлегувам за сите оние кои што не го гледале филмот и не ја читале пиесата, да навлегувам во конкретни ситуации, меѓутоа мене ми беше прв пат работам со Јани, прв пат работам текст на Сашко. Оно што мене ми беше интересно и тоа што секогаш се наоѓам нешто кое што ми е возбудливо во представите кои што ги работам, е тоа да најдам некои мали микро ситуации, реакции, начини на игра кои што заедно со режисерот во нашиот театарски прочит ќе го збогатат ликот повеќе од напишаното. Се надевам дека успеав, мислам дека генерално како ансамбл успеавме во тоа и ве поканувам да гледате представата. Се радувам што последните години и претходно, а мајте барем ќе спомнам за последните години, во Кумановскиот театар се родија навистина многу добри и квалитетни представи кои што се уште стојат на репертоарот. Тоа го покажува и публиката со посетеноста, со реакциите после представите. И мислам дека оваа представа ќе и е веќе уште еден квалитетен производ со квалитетен ансамбл, квалитетни учесници во представата на Кумановскиот театар. Представа која што публиката ќе сака да ја гледа и секако дека после представата би се запрашала публиката до каде сме ние со нашето постоење како држава, како нација, што направивме ние за својата држава, за својата нација, до каде сме со градењето или со самоуништувањето. Јас играм еден лик на еден инспектор кој се вика не по некоја случајности не постојат, нели? Светската драматургија е нешто кое што Кумановскиот театар со големо внимание и почит кон кое што со големо внимание и почит Кумановскиот театар се однесува. И тоа за мене лично како актерка, како македонка, македонската драматургија е исто светска драматургија. Можеби тоа така не беше низ годините, затоа што ние на нашите простори некако можеби сите заедно придонесовме како театарски дејци тоа да не биде така, но ми представува особено задоволство што последните години македонските автори и тоа како се застапени на нашите сцени. Уште поголемо задоволство ми е секако што ние како Кумановски театар го негуваме тој тренд, кој што се надевам во иднина ќе прерасне во традиција, не само како едно трендовско однесување, да речеме во одреден период. Сашко Насев е автор кој што ние веќе втор пат го поставуваме во Кумановскиот театар. Секако сме отворени за сите оние млади драмски автори од Македонија кои што би сакале да соработуваат со нас, но задоволството да работите македонска драматургија е огромно, најмногу заради тоа што македонските автори пишуваат за нас.
за македонските мајки, за македонските млади луѓе кои што бараат место под сонцето, за македонските нервози, за македонските убави нешта. Верувам дека и за убави нешта, да. Комедија правиме Така, смешно така, и трагично. Така. Најчесто нам актерите ни е многу поблиска македонската драматургија. Карате клубот Ронин Дочо оствари одличен успех на меѓународниот турнир Imperium Open 2026 кој се одржа на 10 мај во Свети Николе, освојувајќи вкупно 29 медали и второ место во генерален пласман. Во конкуренција од околу 200 надпреварувачи и десетина клубови од Македонија. Членовите на клубот освоија 10 златни, 11 сребрени и 8 бронзени медали. Нивниот тренер Оливер Милорадовски истакна дека надпреварувачите покажале голема храброст, дисциплина и техничка подготвеност, што како што вели е потврдено и преку постигнатите резултати. Полека но сигурно се гради квалитетна екипа која во иднина ќе остварува уште поголеми успеси. Неизмерна е радоста кај тренерите кога младите се занимаваат со спорт, учат здрави навики и го негуваат ферплејот, изјави Милорадовски. Цената на дизелот се намали за 4 денари, а за половина денар поевтино се продава бензинот БС-98. Новата цена на дизелот е 89,5 денари за литар. Бензинот БС-98 се продава за 86,5 денари за литар, а цената на бензинот БС-95 не се менува и останува 85 денари за литар.